годинава да го срушат Гинисовиот рекорд кој што ние го поставивме, бизнис маратон за Гинис, ама годинава ќе имаме нов предизвик. За истото зборуваме со Сања Митревска, таа е основач на Networker. Добро утро. Добро утро. Годинава ќе се срушили рекордот кој што ние си го поставивме? Па бидејќи веќе поставен од нас, технички не можеме да го срушиме, но ќе се обидеме да го задржиме. Така? И тоа ќе се обидуваме континуирано и понатамо неколку години. Бидејќи како настан одлучивме да продолжи да се случува. Кој е предизвикот во правење на еден ваков настан? Па тоа што е како пазар, каде што од едната страна ви треба да имате доволно стартапи, тоа се мали идеи до 5 години високо иновативни, ново основани, а од друга страна неопходно е да имате инвеститори кои што ќе ги поддржат овие мали стартапи и ќе вложат во нивните бизниси. Технички мора да ги имаме подеднак во овие две страни и плюс дополнително добро да се забавуваат, добар нетворкинг на настанот, за да може да и треба да биде баш таман. А за да биде баш таман, кој се може да учествува? Од страна на стартапите може да учествува секој кој што има идеја. Не мора да има основана компанија, може да е сам, а може и да има тим, не е ограничувачки фактор. Меѓутоа кој што смета дека неговата идеја е иновативна и тие може да аплицираат за инвестиција до 30.000 евра. Потоа оваа година ги отвораме малку пошироко вратите и за оние кои што веќе имаат основана компанија и некакво демо, тие може да аплицираат до 300.000 евра. Потоа имаме за некој кој што е малку поразвиен и веќе прави приходи до 1 милион евра и оваа година имаме и над 1 милион евра инвестиции, поддржани од неколку наши странски партнери, инвестициски фондови, од кои начело имаме еден од светско ниво, амерички, кој што ни доаѓа као посебен гостин, 500 Global, кој што има вложено во Canva, во Credit Karma и така натаму. И тие би биле исто тука, рамо до рамо со нашите инвеститори и стартапи да ги слушаат идеите. Добро, вие индиректно, да не речеме директно, индиректно, влијаете на развивање на предприемачкиот дух кај нас во нашето општество. Па колку имаме нова генерација на македонски предприемачи? Тоа е многу убава вест и на наше изненадување, како што постои компанијата која што го организира Networker веќе 4 години. Се повеќе и повеќе чувствуваме дека има повеќе интерес, особено од онаа помлада генерација, за предприемништво. Одлучуваат да започнат своји бизниси дури во студентските денови. Лани најстариот победник сите ни беа од 60 идеи што презентира, 5 што победија, само еден беше 26 години, сите други беа студенти. Годинава имаме и средношколци пријавени да презентираат идеи, на наше големо изненадување. Ова е неверојатно и сега како се чувствувате како некој кој што им го трасира патот? Одлично, затоа што верувам дека во бизнис светот. Одлично затоа што верувам дека оваа наша мала држава апсолутно напредокот е во мали бизниси, во независни бизниси, во иновации, затоа што во стартап светот не ви треба голема почетна инвестиција на почеток за да изградите нешто што утре ќе направи голема промена на светски рамки. И имаме веќе такви неколку примери кои што се одлични кај нас. Многу е популарно и постојано ги слушаме тие бизнис ангели. Кој е нивното значење? Би рекла дека е огромно, особено затоа што на наше изненадување ги имаме доста и во нашата држава, но ги немаме овие идеи кои што се спремни за инвестиција. Тоа би значило дека веќе тестирали идејата, направиле некое демо, а не е само PowerPoint презентација и токму овој настан ќе се обиде да ги едуцира како тоа да го направат стартапите, а инвеститорите се најчесто други бизнисмени кои што веќе имаат своји успешни бизниси, но сватиле која е моќта на бизнисот. А тоа не е се да правиш ти, туку напротив да можеш да изградиш мултипликација на труд, да вложиш во некој друг талентиран човек кој што знае што прави, а да добиеш за замена некакво мало сопствеништво од тој бизнис, бидејќи големи екзити на вакви стартапи се по милиони евра. Тоа би значило може да направат поврат на инвестиција, нешто со 30.000 евра, да направат поврат кој што е најмалку 400 до 500% повеќе, наместо да се... Навистина, ова е многу и во бројки и дури вака нереално, познавајќи нашата, да речеме, состојба со години во поглед на економијата. Па добро, се поставува прашањето дали се случува еден инвестицијски јаз помеѓу оние веќе етаблираните, така, со бизнис капитал и овие нови? Да,
Се случува? Се случува и што е тоа? Зошто нели тие треба да отворат пат, нели треба ветер во грб да видат, нели поддршка да видат? Тоа се обидуваме да го направиме токму годинава, затоа што повторно ќе кажам, има наједноставно е да одлучи некој да инвестира во бизнис кој што самиот има бизнис и тие корпоративни инвеститори, тоа се фирми кои што доколку наместо средствата да ги вложуваат во банка или бар 5% би го диверзифицирале ризикот, значи би ги вложиле средствата во нешто што е независно од нив. Речеме 100.000 евра ги поделат на 5 стартапи, многу ќе значат тие, а од тие 5 стартапи еден дефинитивно ќе биде успешен. И тој успех ќе врати, може и повеќе. Да. Нека добра приказна ќе ни споделите, вака на крај да го финишираме убаво, вишничка на слагот разговорот. Па, веќе од нашето постоење додека не само настанов, меѓутоа и Нетворкер како компанија, сме биле во контакт со неколку многу успешни стартапи. Првично имаме Howitzer, тоа е компанија која што е во присид, тоа значи во многу рана фаза, за помалку од година и пол постоење, успеале да добијат инвестиции од $500.000 евра, сега се спремат за $5 милиони евра. Тоа изброете во работни места, броете и тоа се сите во студентски денови. Имаме Aircare, мој воздух апликација, која што туку добија инвестиција, инвестиција од Берлин, исто огромна. Native Teams од Битола, кои што добија $2 милиони евра инвестиција. И се ова се бизнеси кои што се стартапи по дефиниција, значи постојат 3-4 години максимум. Upshift, тоа веќе по возрастна компанија, но има добиено $4 милиони евра и плюс уште една рунда на инвестиции. И не постои финансиски инструмент кој што може да порасне така брзо како стартапот. Да, е ризичен, меѓутоа доколку се распределат внимателно средствата, апсолутно се исплати на долг рок, бидејќи во 10 години ќе направите средства кои што не може нити една каматна стапка да ги врати. И најзначајно правиме импакт на општеството. Тоа е нешто што тоа се работни места, тоа се нешто што ќе направи препознат. Вливате верба затоа што некако имаме навистина многу голем одлив на млад кадар, особено оној кој што е квалификуван, тоа е страшно нешто што се случува и ваквите настани, ако не се верба, можност и отворен пат, тогаш не знам што друго. Која е препораката за годинава, 20 и 21? Да, 20 и 21 мај. Настанот ќе се случува во Нетавил. Тоа е веднаш спроти Финки факултетот. И на тоа сакавме да го направиме, тоа е простор на Нецетера на кој што ќе се заблагодарам. Исклучително важно е дури тие што немаат бизнес идеја, да бидат присутни на тој настан, би им препорачала за да го добијат тој нов начин на размислување, затоа што ние сме преоптоварени со тешки вести, еве тој денеска и секој пат сме преоптоварени дека сме малечка држава, но верувале или не, како Македонија, како регион, имаме најголем број на жени предприемачи по глава на жител во светот. Да, се менуваат жени, работите, стереотипите се менуваат и тоа е добро. Да, жени во IT индустрија, извинете, а предприемачи немаме до толку. И тоа е она каде што може да се увиди јас дека би можеле, доколку се охрабриме, повеќе да го смениме само таа парадигма, да се промени на размислување, дека ние да сме мала држава, меѓутоа имаме одличен тек хаб. Мојата менторка од Израел, нашава држава често пати зборува, вие не знаете што имате тука, имате прекрасна држава со талентирани IT луѓе кои што знаат доста во своите технологии, се проактивни, се амбициозни, меѓутоа доколку сака некој да искодира апликација, ќе ги чини многу помалку. Тоа значи дека стравот од неуспех, загубата е многу помалечка доколку пробате со еден нов бизнис да го тестирате пазарот и после да го однесете надворот од Македонија. Убаво, позитивно, се она што го слушнавме, се надевам дека ќе биде потик за сите кои што го слушна и дека годинава ќе зборуваме за нови рекорди. 30 запрека колку беше? Часа? 30 часови 2 минути имавме континуирана презентација. 30 часа и 2 минути. И после некој ќе каже, јас многу сум зборувала. Добро. Овдека стартапите зборува. Ние само внимателно ги слушавме, но за сите што сакаат да се пошегуваме некако денеска, овие изминативе 2-3 дена ни недостасува насмевка, ни недостасува некоја убава позитивна атмосфера. Благодарам што ве бар на куса имавме.